Добро утро до вас. Ово утро ве поздравуваме од пред арената Борис Трајковски со цел да го најавиме најголемиот книжевен настан во земјава. Станува збор за сајмот на книга 2025 кој се одржува оваа година под мотото Храна за душа. Но ќе напоменеме нешто повеќе и за тоа дека Македонската асоциација на издавачи втор пат поред, односно втора година ја организира фелоушип програмат. Ово утро заедно со нас е председателот на асоциацијата Бојан Сазлов. Да му посакаме добро утро. Добро утро. Веднаш ќе прашам со оглед на тоа дека фелоушип програмата организирате втора година поред. Што значи самото тоа организирање за македонското издаваштво? Па пред се фелоушип програмата, преку таа фелоушип програма сакаме да го направиме сајмот да биде малку да добие меѓународна димензија, односно да поработиме на она што ни е наша заложба како асоциација, тоа е да возможиме што е можно поголем извоз на нашата книжевност надвор од нашите граници. Оваа фелоушип програма има буквално сите поразвиени сајми и ние сметавме дека сајмот на книга нашата е една од најстарите манифестации во државата која се одржува по 37 пат оваа година, дека заслужува веќе да добие на поинаква димензија. Преку оваа програма и благодарение на Министерството за култура, ние втора година поред ја организираме. Оваа година ќе имаме 4 гости од надвор. Тоа се преведувачи, издавачи и агенти, кои што во текот на викендот, односно во следните 3 дена, ќе имаат можност да се запознаат со издавачите, да се запознаат со авторите, со издавачка програма, со состојбите во издаваштвото кај нас, малку да погледнат и атмосферата во државата, и преку еден формален и неформален дел да ја представиме нашата книжевност, со намера потоа да очекуваме тие да представат и пред издавачи, пред своите читатели, и на тој начин да добиеме и поголема застапеност која што наистина наша книжевност ја заслужува, меѓутоа и да се засврстат тие врски помеѓу издавачите од Македонија и од надвор и да станеме по-ангажирани во тој дел и по-успешни на крајот. Напоменав дека во текот на вчерашниот ден се отвори самиот сајм. Како помена самото отварање и што можат да очекуваат посетителите до крајот на овој сајм, односно 14 мај? Па, вчера беше првиот ден и навистина за нас голема радост кога се отвора сајмот. Кога ќе влезете во Семската хала, ќе видите дека таа е преполна, има многу издавачи, имаат богати програми, има навистина богата агенда на настани која што верувам дека секој ќе најде нешто од сопствен интерес. Во однос на посетеноста, ние секогаш се надеваме на што е можно поголема посетеност и затоа апелираме и ги покануваме сите да проследат програмата. Посебно во текот на викендот кога има во утринските часови има детска програма каде што има забави за најмладите, едукативни работилници. Во текот на денот е полно со промоции, нашите најпознати автори ќе бидат тука во текот на викендот. Би спомнал дека ќе биде тука Венко Андоновски, Румена Божаровски и останатите. Така што тој спој на промотивност и на понуда, односно на попусти, на акции, верувам дека ќе го задоволи секој што е заинтересиран за книжевност пред се, меѓутоа и тие што ќе дојдат само како љубопитни посетители. Ете, напоменавте за тие акции и попусти, но пред самиот крај зошто апелирате до нашите гледачи да дојдат и да го посетат сајмот? Воедно сакам и да прашам за самото мото Храна за душа. Што символизира самото мото? Па тоа е многу познато дека книгата е храна за душата. И тоа ние преку тој слоган сакаме уште еднаш да потсетиме. Значи да не го забораваме тоа дека книгата мора и треба да биде дел од нашето секојдневие, кој што е храната која што внесуваме секојдневно. Така треба да направиме време и место и за книгите. И затоа апелираме. Долго време се подготвуваме, самите издавачи долго време се подготвуваат за сајмот и навистина знаеме што значи во нашата држава во овие тешки услови да се организира настан и да се обстои пред си како издавач и како автор и како дел од овој свет и затоа апелираме со нашата голема посетеност, затоа што навистина сајмот го заслужува тоа. Ви благодарам многу за одвоеното време и навистина ми беше драго што имавме можност да говориме за сајмот на книга. Благодарам вам за времето и ве поканувам да дојдете на сајмот.
Се разбира дека и ние ќе го посетиме саемот, а секако апелираме и до нашите гледачи да го посетат. Пред самиот крај убаво е да напоменаме дека јавниот градски превоз извести дека всушност ќе има две нови автобуски линии кои што ќе ги носат патниците токму овде до овој саем. Станува збор за автобуските линии 100 и 200. Именно линијата со број 100 ќе поаѓа од Ново Лисиче, а линијата со број 200 од Дексијан. Инаку пред самиот крај може да погледнеме и спроведената анкета каде што ја направивме по повод саемот на книга. Ги прашавме нашите сограѓани дали читаат книги, кои наслови им се омилени, но се разбира и дали сметаат дека новите, односно младите генерации во денешно време навистина се заинтересирани за литературата и во слободното време читаат книги од различни жанрови. Да ја погледнеме. Колку сметате дека младите во денешно време читаат книги? Мислам дека не. Па дел читат, него овие телефони, модерни телефони, ја напарира шумонијада. И се повише за социјалните мрежи. Има и некои читат, има некои не. Не, повеќето со телефони. Читат, ама неколку што треба. Овам Младите дали читаат во денешно време книги? слабо. Но малку треба и ние родителите малку да ги насочуваме. Доста на компјутер, доста на телефон, да испаднат малку да шетаат, да читаат книги, не одат во театар, не одат во кино, се испомеша работи. Ми порачувам повеќе да читат книги, отколку со телефони да играат. Не знам, треба значи од школа поќе да терат или во студи. Сега нема, сега телефонот и само или компјутерот, и само многу не го зјапат. Што да кажем? Дали вие читате? Да. Каков жанр преферирате? Па секако да ти кажам. Јас сум читал и класика и ова се и така. Јас баш кога бев млада читав, а сега и јас не читам, да ви кажам искрено. Што најчесто читавте? Кој жанр го префериравте? Па од нашиве овие мислам писатели книги и за школа лектири едно до тоа. Читам. Кој жанр го преферираш најмногу? Молим? Кој жанр го преферираш? Какви книги читаш? Психологија, роман? Љубовни. И јас сум од тие едни повеќе што користат телефони. Читам, а неколку неколку што треба. Значи, поќе од оние постарите книги и така.